Здраво, Махир. Добре дојдовте во темата на неделата. Малку чудно, но коронавирусот ги менува секојдневните однесувања на луѓето. Некои се прилагодија полесно, некои потешко. Колку ќе трае новиот начин на однесување, никој не знае. Поздравување со ракување, гушкање, доближување при разговор веќе е непожелно однесување заради превенција од ширење на коронавирусот. Не се исти веќе ни веселбите, како роденденски забави, свадби и слично. Ова се само дел од големите промени во однесувањето на луѓето по појавата на пандемијата. Па како се прилагодуваат луѓето во Македонија? Новиот коронавирус го смени начинот на живот. Местата не се променија, луѓето си исти, но се променија навиките. Промени има и во животот на пензионерката Борка Кузмановска. Јас не излегувам без маска, не излегувам без раскавици. Држам растојание од луѓето. Многу ретко се возам во автобус. Само кога имам некои хитни потреби и гледам да нема многу гужва во автобусите. Многу сум им благодарна на моите внуци кои ми ги плаќаат сметките онлайн, затоа што ја не можам да одам ни во пошта, ни во банка. Македонија е меѓу многуте земји во светот кои почнаа да ги ублажуваат рестриктивните мерки, но на сила остануваат така наречените благи мерки. Светото тројство, маска, средства за дезинфекција, одржување дистанца, како што го нарече министерот за здравство, уште долго време ќе биде наше секојдневие, се додека не се измисли вакцина и таа не стане достапна за сите. По пауза од 2,5 месеци се отворија терасите на кафулињата и рестораните, но за да се напиете кафе важат посебни протоколи. Отворени се и затворените трговски центри, може да се оди и на фризер, но секаде мора да се почитуваат мерките. Кога повторно ќе може да се гледа представа, филм или да се слуша музика на концерт, се уште не се знае. Балерината Стефанија Гаштарска, првата македонска балерина во рускиот театар Болшој, додека чека повторно да застане на сцена, вежба дома и чека на отворање на границите. Па прво би кажала, најважно за мене е тоа што сум со моето семејство сега во овој период. Тоа не се случува многу често. Исто така, мислам дека почнав повеќе да работам на себе во овој период. Но тоа што ми недостасува се секојдневните проби и секако условите за работа. Тука ги немам. Учениците и студентите следат онлайн настава. Матурантите не полагаа матура, но немаа ни традиционална матурска прослава. Јас немам една работа што ми недостига највеќе, само целото искуство. Доаѓање во школа секој ден, имање на некаква рутина, одење на кафе со другарките за одмори и меѓучасови. Коронавирусот ја смени и природата, па потребни си и нови навики. После пандемијата, опоравувањето мора да биде зелено. Прво. И второ, дека после пандемијата одговорноста, личната одговорност кон општеството мора да се зголеми. Се смени и начинот на поздравување. Нема гушкање, бакнување по 3 пати во образ, забранети се веселбите во рестораните, погребите се според посебни мерки. Како ќе живееме понатаму? Како ќе се дружиме? Ќе може ли да се вратиме на старо? Ние сме општество кој што сме потопли во овај дел, но ако продолжи вака, мислам дека и кај нас ќе стане навика да имаме барем некаква си социјална дистанца со луѓето кога ќе се поздравуваме или кога ќе се видиме со нив. На пензионерката Кузмановска најмногу и недостасува дружењето со најблиските. Не можев да ги посетувам често како што ги посетував досега, ниту пак тие мене. Имавме роден ден на внуката, не можевме да и го прославиме, си го честитавме по телефон. Сега се ближи и мојот роден ден, исто така, што не можам да си ги соберам моите најблиски да го прославиме. Наречиси половина од оваа година, светот веќе не е онаков каков што го знаеме. Тоа што на почетокот од годината ја потресе само Кина, за брзо време се прошири во целиот свет. Сега има милиони заболени и стотици илјади жртви. Носење маски и поздравување без прегрнување и бакнеж посебно тешко им паѓа на луѓето од медитеранските земји.
но се навикнуваат и се надеваат дека наскоро ќе се вратат на своите традиции. Во меѓувреме наоѓаат алтернативни начини за поздравување. Стравот од ширење на вирусот ги наруши традициите, бидејќи блискиот физички контакт одеднаш стана опасен по живот. Рибарот Даниел Реджио, кој продава морска риба во историското старо пристаниште во францускиот град Марсеј, порано ги поздравуваше пријателите и колегите со традиционалното допирање на образи. Од ширењето на COVID-19 и тој прибегна на поздравување со допирање на лактовите. Не можеме да кажеме дека не ни недостига, но и без тоа нема да ни заврши пријателството или другарството, вели тој. On va se rattraper quand le confinement il est terminé, quand le Covid sera parti. На исто мислење е и Ели Комаити, жителка на Атина, која вели: Μας λείπουν οι αγκαλιές, τα φιλιά και ειδικά με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας, αλλά λόγω της υγείας μας προηγείται πάντα η υγεία μας. Во Тунис, актерот Мохамад Вербени пак вели дека физичките поздрави се дел од регионалните традиции и затоа тешко се одвикнува од нив. Nous ici, voilà, c'est la Méditerranée, on aime se dire bonjour, on aime se taper la bise 2, 3, 4 fois, ça dépend des régions. Mais ouais, enfin, c'est très bizarre de se dire bonjour de cette manière-là maintenant. Многумина веќе почна да користат и други поздрави за да искажат нивната љубов и почитување. Некои велат дека добро би било да се користи познатиот индиски поздрав намаст. Некои пак велат дека е доволно да се стави раката на срце. Францускиот антрополог Женевиев Зоја смета дека медитеранскиот јужњачки идентитет се заснува врз физичката блискост и оти со укинување на мерките луѓето почнале повторно да се социализираат. À faire des dîners, et effectivement, on ne se fait pas la bise. On dîne ensemble, et puis peut-être à la fin du repas, on oublie un peu les gestes barrières et on se rapproche un petit peu plus. Donc on voit bien que tout ça peut aller très vite, hein. Même si des petits réflexes qu'on a pu prendre en 2 mois, comme ne pas se faire la bise, peuvent durer un petit peu plus longtemps. Mais non, je ne pense pas que ça s'inscrive définitivement dans nos rapports sociaux. Тиман Фаја Хернандес, психолог во Мадрид, вели дека уште од мали деца шпанците се учени да ги бакнуваат своите најблиски. Hay gente que expresa sus emociones a través de esos abrazos, a través de esos besos. Y es verdad que en estas culturas, en España, en otras culturas, es más frecuente esa forma de contacto que en otras culturas, como pueden ser precisamente culturas más nórdicas. Некои сметаат дека распространетата употреба на маски може да доведе до уште поголема пауза во традицијата со бакнувањето или ракувањето и затоа луѓето треба да се прилагодуваат на новите норми. На пристаништето во Марсеј рибарот Даниел Реджио вели дека маската го научила да се надсмевнува со очите. И додаваме зборови за да ги надоместиме гестовите што веќе не можеме да ги правиме, како на пример пријател или брат, вели тој. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на менувањето на секојдневните навики на луѓето во време на пандемија. Содржините на Радио Слободна Европа можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.